го предлагаме затоа што ова е навистина дискриминаторски однос од страна на Министерството за труд и социјална политика и јас не сум изненадена, впрочем, но се надевам дека ќе ги убедам колегите да најдеме разбирање и да го гласаме овој амандман. Значи, овој амандман се предлага со цел да се спречи дискриминаторскиот однос и иако претходно на ова ниво беше извршено усогласување со минималната плата, сепак како и на сите нивоа, што сега ги зголемуваме, откако ќе се донесе законското решение, така и на нивото D4, неговател помошно стручен работник, приправник, да се зголеми за 15% од причина што само ова ниво е изоставено во законското решение и мислам дека ќе имате разбирање. Сега предпоставувам дека сите колеги го имате амандманот, ако го немате, јас би ги прочитала сите нивоа, но заради времето, еве ќе кажам дека се сите нивоа од А1, Б1, Б2, Б3, Б4, В1, В2, В3, В4, Г1, Г2, Г3, Г4, Д1, Д2, Д3, Д4 и образложението е овој амандман се предлага со цел зголемување на платата за 18%, колеги, на сите даватели на јавни услуги, затоа што, ако се сеќавате, минималната плата, кога ја качувавме, беше за 18% и тогаш министерката вети дека ќе биде покачена платата на сите нивоа соодветно. Но тоа не се случува и жалам што денеска не е тука госпоѓата Тренчевска да подебатираме зошто тоа прво не се случува. 6 месеци, членот 8 од Законот за минимална плата е многу јасен. 6 месеци измина, со Законот за минимална плата се обврза Министерството, односно владата, дека ќе ги покачи на сите нивоа платите, тоа не се случува. Тоа е една работа. Втора работа е дека администрацијата опфатена во градинките, која што за волја на вистината, ако направите истражување, е најмала, имаат благајник, директор и правник, некаде се тројца, некаде се четворица, значи генерално најмала администрација имаат градинките, не е опфатена. И јас го знам сега образложението што ќе ми го каже представникот на Министерство дека овие административни работници ќе бидат опфатени со Законот за јавни службеници. Тоа не е јасно, но имаме модул еден, ако се согласни сите колеги. Во собранието е дојдена предлог одлука за прераспределба на буџетските средства за буџетските корисници. Се уште не е помината на Комисијата за финансирање и буџет и ние ако сме согласни, а треба да сме во ова време, невреме на инфлација, не може вака селективно да ги третираме луѓето кои што работат во градинките, туку генерално ако се качува, а треба да се качува, и ова е многу мало покачување, и после да не... Сега, министерката не е тука, а вечер ќе видите на телевизија, еве, се изгласа покачување, владата мисли многу на вработените и така натаму, а знаете како? До 25.000 нема да дојдат. Ова исто така се однесува и за административните правник, раководител, сметководител и така натаму. Што ми е поентата? Еве, ќе бидам кратка, нема да должам, затоа што имаме и други законски решенија кои што, да, ќе ги гласаме, но сакам да ви кажам дека не е во ред и не е многу мала сума. Излезете надвор, видете колку пари е прехранбените производи. А од друга страна па владата не превзема никакви мерки да спречи ова. За мене, искрено да ви кажам, ова е воено профитерство. Ова што се прави у државава у моментот, исто како што беше у ковид кризата, сега ова што се случува со прехранбените производи, основните артикли, е воено профитерство. Кој како сака нека свати. Ние може тука како пратеници да се договориме, платите да бидат покачени, нека си најде владата пари, платите на сите вработени во градинките, вклучително и администрација, чистачки и D4, да не го заборавиме, и D4, на комисија одиме со
комисиски амандман и наоѓаме ние, затоа што да ве подсетам, парламентот ја формира владата, не обратно. Ако ние на владата и кажеме, најдете таа ставка, ова е за вработените од градинките, покачено за 18, не за 15, и тоа е малку, затоа што не зборуваме ние тука за суми од 100.000 денари плата, како што некој некаде некого вработил. Не. Тука зборуваме за 22.000, 25.000, некаде до 30, зависи од стаж. Ако сме сложни, 18% на сите и плюс да најдеме ставка, а секако дека ќе најдеме во Комисијата за финансирање и буџет, во ставката на буџетски корисници, и владата мора да не послуша. И еве повициве долу, инаку моментално трае Комисијата за европски прашања и цела влада е наредена со дипломатски кор. Ако ја слушате владата, нирвана е во државава. И затоа не сакав, затоа ве апелирав, председателе, да малку ја одложиме пола час комисијава, за да ја следам нирванава долу, што се, долу се случува. Да, многу е добро, многу е убаво во државава, ама еве, не вративте во реалноста. Така да, почитувани колеги, еве, нема да должам. Прва замерка е зашто Јована не е тука министерката. Кажи, генерале, шо те мачи? Ти за пензионерите среди работа, така 250.000 пензионери од тебе зимаат пари и вака плата, да кажеше, од твојата партија, нешто не ја слушам твојата партија вака да се побуни за 300.000 пензионери. Не ми упаѓају збора, или ако сакаш нешто да кажеш, земи реплика, па ќе дебатираме. Ако немаш, па ќути си. Амандманот очекувам да биде прифатен и мојата идеја е таа. Нашата идеја на пратеничката група на ВМРО-ДПМН е да се согласиме, не ова што ни го предлага Министерството, туку долу на Комисија за финансирање да најдеме пари и средства за сите генерално, кога веќе качуваме, да качиме на сите од вработените во јавните установи. Благодарам. Благодарам.